Здраво, јас сум Бодан. Денеска ќе ви раскажам за овој Instax Mini. Првото нешто што треба да го знаете е да ги ставите батериите. Ако имате ваков како мојот, требате да го извадите ова, па да му ги извадите гаките, како што велиме ние. Па, ако го видите овој дел, вие требате силно да го стиснете за да го извадите. Но јас не можам, зашто сум многу мал и баш тешко ми. Од кога ги ставивме батериите, треба да го ставиме филмот. Сега е наред филмот. За ова нема потешкоти, но пак има некои работи што не треба да ги правиме. Ја купив кутивче со 2 пакетчиња за филм. Но можете вие да си купите какво сакате. Има поголеми, има разновидни, црно-бели, бронзени, сребрени, ама сега да не зборуваме за тие, тоа ќе биде во следно видео. Сега го отвараме ова и треба вака од страните да го држи. Зашто како што можете да видите, не сме да ги пипкаме овие делкиња, зашто пишува, а не сме прст да се става. Потоа го отвараме апаратот, па ова го ставаме внатре, но треба да сме пазливи со жолтава ознака да види на оваа жолта ознака. Потоа го затвараме, но како што можете да видите, овдека има огледалце за да видите дали има филм или не, зашто таа жолта ознака е само на филм, ако нема филм е црно. Потоа требате да направите една слика, но не е баш слика, туку таа го вади заштитниот филм од филмовите што вие ќе ги користите за сликање. Ние ќе го ставиме тоа на страна сега и сега сме премни за сликање. Но има се уште многу факт. Но вака гол миньоно не сме да иде на плажа зашто може да насрада. Сега ние ќе го исклучиме, па потоа ќе го ставаме во неговото пакување. Ова е сензорот за светло на апаратот. Ова е копчето за сликање. Е така. Вие можете и вака исто така да сликате. На ова копче се уклучува, а вака се исклучува. Апаратот има минимално растојание за фокусирање, а тоа е 60 см. Ако вие сликате во помало растојание, нема да ви испадне убава сликата, зашто апаратот нема убаво да го фокусира. Нема екран како кај мобилните или пак кај поголемите апарати, за да можете да видите што фотографирате, го користите ова мало прозорче. Многу е битно пред да почнете да сликате, да не мислите оваа црна точка на црвеното светло. Ако не го направите тоа, ќе ви испадне многу лоши слики, како што татко ми направи, зашто он не знаеше многу да го мести апарат. Ај сега ќе направиме една мала фотка. Вие вака ја држите фотографијата, зашто ако ја држите на други места, хемијата и хемикалиите внатре во фотографијата ќе се изместат и нема убаво да ви изгледа сликата. Затоа вие ја чувате и вака чекате за да се исуши. Вие не ја виткате или пак тресете, зашто тоа уште поиќе ќе измести сликата. Овој ми е интересен не само што личи на миньон, туку прави убави слики и е доста квалитетен. И сликите исто така ми останува. Сега не можеме да ги шернуваме како на телефон, ама сега тоа си е тоа. Можеме да ги закачиме на таб или да му ги дадиме на баба и дед. И тоа би било тоа. Чао!